Момент има најави дека некој од семејствата ќе присуствува на ваква средба. Деспина, за сега немам таква информација со оглед на тоа што протестот ќе започне официјално за 5 минути од сега, иако веќе насобрани се толпа граѓани пред основното јавно обвинителство. Практично тука се семејствата и роднините и пријателите на жртвите во најголемата трагедија која што се случи во поновата историја на Македонија. Може да се забележи колку луѓе во моментов има пред јавното обвинителство. Предпоставувам дека представници на семејствата ќе се качат и во јавното обвинителство со оглед на тоа што тие и во најавата за овој протестен марш побараа одговори од надлежните институции, односно од јавното обвинителство за текот на истрагата, бидејќи за нив спорен е моментот на приведи па пушти, како што велат. Во 12 часот и 5 минути, како што кажав, почнува и официјално овој протестен марш. По оваа средба во основното јавно обвинителство протестниот марш ќе продолжи по плоштадот Македонија се до собранието. Практично семејствата на настраданите бараат одговорност од сите виновни за оваа трагедија. Велат дека не го познаваат правото и не можат да ги коментираат истрагите, меѓутоа бараат објаснување од истражните органи што се е преземено и кој се е опфатен во истрагата за трагедијата во која загинаа 62 луѓе, а околу 200 беа повредени. Инаку ова не е прв протест на семејствата и на родителите. Тие во изминатите неколку недели протестираа во Кочани локално и оттаму побараа поголема одговорност за сите оние кои што се виновни за трагедијата. Инаку овој протест го поддржаа и студентите, односно Универзитетското студентско собрание. Можам да забележам дека на овој протест се тука присутни. Практично ние ќе останеме тука пред јавното обвинителство да сочекаме како ќе помине оваа средба внатре во основното јавно обвинителство и што ќе им биде кажано на семејствата на настраданите, пошто ќе го следиме и целиот процес, целиот протест до зградата на собранието. Ова се засега сите информации кои што ги имам во овој момент. Деспина, многу повеќе детали најавувам за во 16 часот. Да, Даниел Василев, јас ти благодарам за овие информации и секако детали од денешниот протест.